Тоа беше Тоше Проевски со песната Љубена. Ние започнуваме денеска секако на тема која што пред малку ја споменав. Станува збор за тема која што ги опфаќа оние најмалите. Станува збор за тема која што и како е важна кога станува збор за развојот на децата и секако за понатамушните состојби и болести кои што може да се појават доколку детето што најмала возраст не се храни како што треба. Наголемо се зборува последниве неколку години дека треба да се обрнува внимание на правилната исхрана и на тоа кога и како треба да се воведуваат сите оние продукти кои што ние возрастните секојдневно ги внесуваме. Токму денеска со нас во студиото на оваа тема ќе разговараме со доктор Александар Сајковски, специјалист педијатар од болницата Ачибадем Систина. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, ви благодарам на поканата и ги поздравам сите гледачи. Се надевам дека ќе биде интересна тема за разговор. Да, верувам дека ќе биде интересна тема, посебно ќе ги заинтересираат оние млади мајки кои што можеби ете сега добиле новороденче. Кога станува збор, докторе, за исхраната на големо, реков дека се зборува дека правилно треба да се храниме уште од најмалата возраст. Се вели дека веќе од 6 месеци до 6 месеци се практикува ексклузивно доење. Од 6 месеци да се воведе она потврда храна. Да, знаете како, јас само вака на почеток би сакал чисто една мала сентенца да ви кажам, дека уште Хипократ во неговото време нели кажувал дека здравието влага на уста. И тоа е голема вистина. За жал во последниве децении ние се најдовме во една состојба во која што екстремното користење на разноразни пестициди, органофосфати, хербициди, разни субстанции кои што го стимулираат, да речеме, растот и ги заштитуваат културите, уствари не доведе во ситуација да внесуваме доста храна која што не е здрава. Зошто е за децата тоа, мислам, не е здрава, едноставно е загадена со дел од тие препарати. Зошто уствари за децата е битно во основа внесувањето на квалитетна храна? Пред се затоа што имунолошкиот систем на децата е многу незрел. Знаете, кај детето зрее имунолошкиот систем во првите 6 години и дури и на крајот на 6-та година е далеку од оној што е имунолошкиот систем нашиот, на возрастните. И кога едно дете ќе го изложите на влијание на многу штетни компоненти во исхраната, вклучително, може да кажеме, и тешки метали кои може да се најдат во земјата, вклучително и пестицидите, може да дојде до длабоки нарушувања во имунолошкиот систем. Тие длабоки нарушувања, што е исто така многу лошо, имаат еден период на латентност, значи може 2, 3, 4, 5 години ништо да не се случува и одеднашка да се појави некое заболување. Впрочем, директен доказ е тоа дека во последниве децении, значи ние веќе во педијатријата гледаме болести кои порано биле многу ретки, а денеска се почести, на пример автоимуни болести, астма. Значи астмата порано кај децата беше многу поретка, денеска е изузетно почеста. Дори има еден директен наш медицински директен податок дека деца кои што во тек на првата година од животот се изложени на повисок внес на хербициди, имаат 12 пати поголема шанса да добијат астма во првите 5 години. Така да ние денеска веќе зборуваме за астмата е во основа едно заболување кое има имунолошка генеза. Ние значи денеска зборуваме за болести кои што порано биле многу поретки кај децата, малигни болести исто така, да речеме, разни типови на канцер кои што се многу зголемени во последните децении, да кажам. Па и кожните заболувања се кожните, да, апсолутно. Значи, постојат многу фактори, не е спорно, од кој еден од битните фактори е исхраната. Вториот не треба да го заборавиме никогаш, тоа е и ова аерозагадување што го имаме, за жал, и тоа влијае длабоко на имунолошкиот систем, особено на имунолошкиот систем на дишните патишта. И третиот, да кажам така, не е лошо да го споменеме, силното ултравиолетово зрачење кое што најчесто се манифестира во земји каде што се големи озонските дупки, исто така може да предизвикаат одредени негативни ефекти. Така да постојат многу фактори на кои што се изложени децата и денеска мислам дека зборувањето на тема не само кога и што да се внесе во исхраната, сега ќе се вратам и на вашето прашање, знаете,
Јас би сакал, често пати и во нашите предавања кон колегите педиатри или кон општите лекари се трудам да им кажам дека ние правиме една техничка грешка, дека многу често ги читаме само насловите, а не и целата содржина на текстот, например од разноразни студии или трудови, ај така да кажам. Доказ за тоа е дека например Европската унија и комисијата при Европската унија има еден документ, јас тоа повеќе пати сум го кажал, документ кој е издаден пред неколку години, а се обновува секоја година, документ кој што важи за сите деца во Европа и гласи исхрана на деца во Европа од 0 до 18 години. И таму многу јасно и децидно на 130 страни е убаво напишано која храна, која компонента од храната, кога се внесува. Веројатно една од највака маркантните, верувам дека и за нашава популација информации таму, е дека е апсолутно забрането користење на кравјо млеко во првата година од животот. Тоа што се уште не можат родителите да го прифатат како за жал некако факт. тешко се прифаќа тоа кај нас. Иако метаболити од кравјо млеко, од типот на кисело млеко и кравјо млеко може да се внесат во крајот на првата година во мали количини, но дури препорука е да и во втората година децата не пијат класично кравјо млеко. Сакам да кажам, постојат кај нас се уште некои стари мислења. Нормално се фаворизира доењето, оти не постои бољи режим на исхрана, особено за првата година од животот од мајчиното млеко, нели? Не. Така да тоа е вака суштински најважно од тој документ. Така е. Рековте дека сепак медицината се базира врз факти и врз докази и секоја година се обновуваат тие факти и тие докази на кои што треба и да се темели всушност. Медицината и мислењето, а всушност и родителите треба да ги прифатат како такви. Го спомнавте кравјото млеко. Навистина голема фама се создаде околу тоа последниве години за тоа дали да се користи кравјото млеко. Постарите велат, па порано нас не учеа дека колку повеќе млеко пиеме, толку е подобро. И дека толку ќе бидеме поздрави. Сега всушност испаѓа дека не е така. Да. Како е со останатите продукти? Ете, тука ќе го земам за пример и белото брашно, кое што исто така гледа да се одбегнува во првата година од животот на детето, да не се внесува. Да, знаете како... Па и шекерот и солот. Да. Шекерот, белиот шекер, да кажеме, и солта. Да. Знаете како, многу е, ова е едно, веројатно, од најважните прашања. Меѓутоа, морам да ви кажам дека едно од најдобрите гранки во медицината се вика епидемиологија. Епидемиологијата ги прати сите трендови едно со друго поврзани. Ако ја читате состојбата во, еве да земеме во Македонија, например, непосредно по Втората светска војна во 46 година, Македонија имаше смртност од 117 промили, значи на 1000 новородени деца 117 умирале. Денеска тоа е страотно намален процент, нели, нормално. Сето тоа се должи меѓу другото и нормално и на новите технологии во производство на храната и на квалитетот на храната. Меѓутоа кај нас во традицијата е дека се користело кога мајките не можеле да дојат, нормално кога немале млеко, се одело на кравјо млеко. Меѓутоа, морам да ви кажам дека кога дојде до индустриализација некаде 70-тите години од минатиот век, почна наплив на производства на вештачки млека и така некако реклами кон тие вештачки млека, со што се намали бројот на мајки кои што дојат. Тоа е навистина многу лошо. За среќа, нашето министерство во последните 20 на години врши силна кампања, Министерството за здравство, за враќање на доењето и бројот на деца што се дојат денеска е значајно зголемен. Да. Сакам да кажам дека има измени, меѓу другото, и во ставовите во тоа кога која компонента во храната се внесува. Кравјото млеко е апсолутно анатемизирано на некој начин, односно нема потреба да го користиме, затоа што биолошки не ни припаѓа нас. Значи, составот негов не ни одговара. Едноставно, нели, биолошки ние не можеме да го метаболираме како што треба. И вие може да видите, има многу медицински докази, многу студии, многу клинички испитувања за болести кои се директно поврзани од внесувањето на кравјото млеко во тек на првата година од животот, па дури и во втората година од животот. И затоа се тие препораки како така изнесени. И она што е исто важно, дека во последно време има една мала дискрепанца, препоруката
Педиатриската светска препорука е да се зголеми малку внесот на мастите кај децата во однос на она што ние претходно го користевме. Сега тука исто доаѓа и со белиот шеќер, исто доаѓа и со белото брашно. Значи, глутенската исхрана треба да се внесува, но не во големи количини. Значи, глутенот, денеска дел од луѓето бегаат комплетно од глутен, иако според преска што ја споменав препоруката за исхрана на деца, децата некаде меѓу 5, 6, 7 месец треба да се запознаат со мали количини на глутен. Значи, организмот на детето треба да се запознае, но не да тоа биде негова главна храна. Она што суштински ни е најбитно, дека дохраната почнува меѓу 4 и 6 месец, нели, дека доењето ни е прво и основно, но дека внесувањето на храните иде постепено и дека, значи, ќе видите дека, например, внесувањето, например, на зеленчук, кашички од зеленчук, например, од месо, меснати производи и така натаму, доваѓаат по препоруките од Европска унија, зависно од семејството и стилот на неговото живење, веќе од 5-6 месец. При тоа, веројатно најбитно е да кажеме дека еден од клучните фактори е дека храната која што децата ја примаат мора, али верувајте ми, мора да биде органска. Значи, не сакам да звучи ова како некоја мода, не сакам да звучи ова нешто како нели императив, но факт е дека Македонија како држава и пред Втората светска војна во Македонија производството на храна било органско, не е спорно. Меѓутоа, денеска во последниве 50 на години, во овој ек на индустриализација, се користат, повторно ќе споменам, како и на почетокот, многу пестициди, дури нерационално се користат. А ако погледнете на веб-сајтот на Светска здравствена организација, ќе видите дека во првите топ 10 најсилни отрови за здравието на човекот се 10 пестициди. Значи, трагедијата е во тоа што кај нас нема доволно контролирано користење на пестицидите. Во таква ситуација, ние не сакам, повторно ќе споменам, не дека ова треба да биде мода, дека ние треба органска храна да им даваме на децата. Меѓутоа, треба да е храната која што ја примаат децата без вештачки промотори на раст, без употреба на конзерванси, без употреба на пестициди, на хербициди, а тоа веќе се дефинира како био или органик фуд, така би го кажале, нели? Така е. Тука би сакала само да напоменам дека ги отвараме телефонските линии. Оние први двајца гледачи или гледачки кои што ќе се јават во Македонија денес ќе добијат производи кои што се органски, а секако и се најважни за оние најмалите. Така што првите двајца гледачи кои што ќе се јават ќе имаат можност да добијат еден пакет со производи од на кашички, зеленчукови и овошни и секако ќе ги оставите вашите податоци во режија. Кажете ми, докторе, кога станува збор... Јас морам да ве прекинам, нешто, јас извинувам што ве прекинав. Морам ова да го дополнам кога рековте дека ќе добијат подароци. Морам да ви го кажам, ова е многу интересен податок, дека за наша среќа, да кажам, ај така, во Европа, областа исхрана во медицината, значи зборам за исхрана на деца, е веројатно единствено поле во медицината во која Европа ја има победено Соединените американски држави. Значи, храната и за среќа можам да кажам дека и во Македонија она што нашите деца може да го добијат како органска или биохрана фактички е навистина многу квалитетно. И тоа не го тврдам јас, тоа го кажува една наша колешка која иначе професор на Харвард по педиатрија. Тоа не вика, вие во Европа сте срекни пошто храната ваша за деца е болја од американската. Да, особено во Македонија морам да напомнам дека и повкусна храна имаме од останатите европски земји. Докторе, често пати постои она дилема кај мајките кои што почнуваат со воведување на храна кај дечињата, зборувам за овошје и зеленчук, па често пати не знаат со што првично да започнат, дали да започнат со овошни кашички или со зеленчукови. Кај зеленчуковите се препорачува морков и компир како првични продукти кои што може да се воведат и јаболкото исто од овошјата како прв продукт кој што може да се воведе. Кој е вашето мислење? Апсолутно. Првите кашички кои што децата треба да ги примат мора да бидат зеленчукови кашички.
Зошто зеленчукови? Зеленчукови, сега ви кажам, значи пред се ние почнуваме детето уште од неговите први месеци, од неговиот почеток на животот, да го учиме на некој, да кажем, ред. Така, само тука ќе ве прекинам, бидејќи имаме двајца гледачи кои што чекаат на линија. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте? Намалете го само тонот на вашиот телевизор, зашто сигналот кај вас доцни. Добар ден, поздрав до емисијата, до докторот. Повелете. Јас сум мајка, значи, на 3 дечиња, веќе и баба, на 2 внучиња. Многу често сме имали проблеми со исхраната, значи сме се водели до некој режим или на исхрана правилно и како треба, но еве и со внуците веќе имаме проблеми, значи не можеме да го успоставиме тој ред, нели во однос на исхраната на возраста и така. Да. Така. Вие сте добитник на пакет кој што содржи кашички, овошни и зеленчукови, така што ќе си ги подигнете во просториите на телевизија 24. Вашите податоци верувам дека сте ги оставиле во режија. Да го слушнеме и другиот гледач. Добар ден, повелете, па докторот ќе одговори на прашањата. Повелете, во програма сте. Ало, добар ден. Повелете. Еден поздрав до докторот и до вас. Благодарам. Така, имам 22 месечно детенце и некако како да му наметнавме јогурт и кисело млекце. Да ми каже докторот колку често би било тоа дозволиво така некако? Да. Ви благодарам, ви благодарам на вашето прашање. Вие сте добитник на награда која што ќе можете да си ја подигнете во просториите на телевизија 24. Повелете, доктор. За разлика од кравиото млеко, од млекото интегрално, јогуртот, киселото млеко, младото сирење, кашкавалот се производи кои децата треба и може и треба да го конзумираат. На 22 месечна возраст апсолутно сигурно не е проблем да го конзумираат. Меѓутоа, јогуртот и киселото млеко во основа представуваат производи кои што содржат во себе пробиотици. Значи тоа е оној пробиотски стил на живење, ајде да кажам така. Но сакам да го поврзам со прашањето што го рековте за кашичките. Да. Значи, ние, и ова прашање што го постави гледачката у една линија. Значи, ние уште од најмалата возраст ги учиме децата на некаков, ајде да кажем така, ред. Почнуваме со зеленчукови кашички во тек на попладневните часови и тоа ги учиме дека представува ручек. Дека ручекот е солен оброк. Затоа всушност со зеленчукова, така? Да, затоа и почнуваме со зеленчуковите кашички. Второ, зеленчуковите кашички немаат баш така толку пријатен вкус како што се благите овошните кашички. Овошните кашички е убаво да се даваат од савајле. Една мајка еднаш ме праша, вика, докторе, вие да не терате дајмонд исхрана. Не е дајмонд исхрана, но факт е дека витамините и минералите кои што ги има доста во овошјето подобро се метаболираат кога се внесуваат наутро. И сега, во целата таа работа, кога ќе тргнеме и кога ги учиме постепено децата, значи зеленчук со меснати кашички во тек на попладневни часови, значи тоа оди во тек на месеците, но морам да напоменам дека како растат децата и кога ќе дојдат на возраст, како што рече гледачката, над година дена, да речеме во тој период меѓу првата и втората година од животот, особено во периодот кога проодуваат, се намалува апетитот кај децата. Тоа е нормален развоен феномен и во тој нормален развоен феномен тогаш се појавува оној феномен родители кои трчаат по детето со тањирите. Тука е прашање кој има поголеми нерви. Да. Дали детето или фамилијата, односно тато и мама. Значи, тоа е една од големите грешки што ја правиме, што трчаме како родители со чинијата по децата, нели? И онда они почнуваат да бираат само еден тип на оброк, можеби, како што рече и гледачката, да речеме кисело млеко или јогурт, и ние по линија на помал отпор да му даеме нешто да јаде, тогаш остануваме на многу мал диапазон на храни. Да. Тука е оној феномен, да речам психолошки феномен кај родителите. Значи, верувајте ми, старите имаат една многу интересна стара изрека наша, дека детето ќе јаде кога ќе огладни, што викаат и оро ќе игра. И тоа е вистина. Меѓутоа, немојте да користите, тоа е алиби состојба, се плашиме, нели, генерално, ја вака умножи, да не биде гладно. Не, кога ќе огладни ќе јаде сигурно. Само колку да јаде. Да. Така е. Имаме повторно двајца гледачи на линија. Добар ден, повелете.
Дали се слушаме? Добар ден. Повелете, во програма сте. Вака, не сум во текст со емисијата, меѓутоа сакав да го прашам докторот. Мајка сум на 3-месечно бебе. Кога да почнеме, до сега све било на мајчино млеко, кога да почнеме со додатоци за исхрана? Кога е, сум читала на интернет од 3 месеци, од 4, од 6, кој е најдобар термин, тоа ме интересира. Благодарам. Добро, ви благодарам за јавувањето. Да го слушнеме следниот гледач, па докторот ќе одговори на прашањето. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Би сакала да го представите докторот. Не ја следам емисијата од почетокот. Во многу наврати го споменавте гостинот доктор. Истото и слушачите. Јас сум презадоволна од начинот на искажувањата на докторот. Мислам, би сакала да стапам во контакт и да побарам негов прилог стручен во еден од нашите медицински часописи. Добро. Јас би оставила свој број во вашата режија, нека ми го побараат, ќе се сети, бидејќи се знаеме од истата висока медицинска институција во која сме работеле со години. Добро. Уште Ви нешто. благодарам. Кога веќе така умее да објасни како да се хранат малите, јас пропуштив почеток. Што во врска со течности? Еве, чувме мајка до 3 месец само го дои. И во семејството имаме сна, дојка, која, мислам, вода не му даваше на детето. Дали е тоа во ред? И, значи, ве молам да посветите еден прилог со вашиот гостин на вакцинирањата. Мене ме загрижува оваа слобода на родителите да одбегнуваат или да имаат своји ставови во тој поглед, а неодамна на вести на програмите од соседните републики Србија стана збор или дадоа информација, се казнуваат родителите кои не го почитуваат календарот на вакцинации. Во тој поглед сметам дека треба да се влијае меѓу младиве родители. Има некоја пропаганда за одбегнување на тоа добро во превенцијата на здравјето на нашиот подмладок. Така, ви благодарам за вашето јавување, ви го свативме прашањето. Секако докторот кој што денеска е гостин во Македонија денес е станува збор доктор Александар Сајковски, специјалист педијатар од болницата Ачибадем Систина. А што се однесува до вакцините, да ќе направиме, верувам, еден прилог каде што ќе ги опфатиме мислењата и на докторите и на стручните лица по односно ова прашање. Ја само една реченица ќе кажам за вакцините. Моето мислење е дека веројатно едната од најголемите глупости што се случува е целиот тој антивакцинален кампања, да кажам. За жал и Македонија повторно еве сега се појавуваат деца кои што имаат морбили. Македонија е земја која од 2001 е полиофри, значи нема деца со полиомиелит. Само ќе ви кажам дека 1965 година имаше повеќе од 240 деца кои што останаа парализирани од детската парализа. Тоа од 2001 година навака го нема. И за жал во Центарот за контрола на болести во Европска унија Македонија е ставена во една од земјите заради драматичното намалување на процентот на деца кои што се вакцинирани во опасната група каде што може да се појават тие болести. Навистина, јас како педијатар апелирам луѓето да ги вакцинираат своите деца. Во однос на прашањето што беше за дохраната и за течностите, знаете како, педијатријата е наука која се бави со многу бројки. Така да и растот и развојот на децата, сакам да ги поврзам и она првото прашање што беше од гледачката кога има дете кој е 3 месеци. Значи, детето на 3 месеци треба да е се уште само на мајчино млеко и на доење, ако нели нормално мајката има свое млеко. Во однос на внесот на дохраната, пак ќе се вратам на препораките на Европска унија и на Америчкиот комитет по педијатрија. Значи, таму децидно пишува дека дохраната почнува во период меѓу 4 и 6 месец. Меѓутоа, одлуката дали ќе почне дохраната во 5 и 6 месец
зависи од следењето и од контролите кои што ги прави матичниот педијатар, односно педијатарот кој што го води детето. Тоа зависи многу од растот, од развојот на детето и од состојбата семејството кое што може да обезбеди квалитетна храна. Ако се работи за семејства, апсолутно, значи семејства кои што не можат да обезбедат, ќе кажеме, органска храна, во тој случај иде ексклузивното доење апсолутно сигурно во првите 6 месеци. Ние, јас впрочем сум и член на Комитетот за доење при Министерство за здравство и ние го стимулираме и го активираме тој цел процес да се стимулира доењето, нели? Меѓутоа, кога ќе почне дохраната кај децата, која зависи нели нормално од тежината, од растот и развојот, јас затоа и апелирам до сите родители млади да своите деца ги носат на редовни педијатриски прегледи еднаш месечно обавезно во тек на првата година. Значи, кој ќе кажеме крај на први, на втори, на трети до 12 месец мора да се следи растот и развојот на едно дете. Но кога ќе кажеме дека треба да почнеме да ги воведуваме кашичките и сокчињата, тоа е исто така едно правило златно. Сокчињата кои што се даваат на децата не се замена за млеко, односно за мајчино млеко. Тие се даваат помеѓу два млечни оброка. Па дури ќе ви кажам, дури ако детето ваше и не сака да пие сокови, па и не мора да ги пие. Подобро е овошјето да се јаде интегрално, зборам како цело, отколку како сок. А што е со кога водата? станува, водата може да се внесува апсолутно. Од кога може? Затоа што сега постои она правило дека нема потреба да се внесува водата доколку детето не ексклузивно дои. И тоа е калкулација. Значи, млекото е составено од вода и од сува супстанца, значи и мајчиното млеко. Во колку детето, значи ние на многу дечиња им даваме уште од млада возраст, уште првиот месец, впрочем ќе видите, првиот, вториот месец има деца што пијат нели заради грчеви у стомак, пијат чај од анасон. Тоа е вода у суштина. Јасно. И тоа, меѓутоа, повторно ќе кажам дека тоа не е замена за оброк, за млеко. Тоа се дава исто така само меѓу два подоја, односно меѓу две доења. Меѓутоа, ако ќе дојде кашичката, таа е веќе замена за млеко. Значи, кога ќе почнеме со солените кашички, да речам, зборам со зеленчуковите и меснатите кашички, таа веќе е замена за еден подој. И како детето расте, од месец у месец се зголемува бројот постепено на храни, односно на кашички, број на кашички во однос на број на подои, за да некаде до крајот на годината фактички се затвори целиот тој циклус и се заврши целиот процес на доење. Иако денеска имате доста семејства кои што го пролонгираат доењето и во тек на втората година, што окей, мислам не е тоа никаква штета, никаков проблем. Но би апелирал уште еднашка, само би сакал да напоменам до сите гледачи дека ве молам внимавајте што давате на своите деца. Клучното прашање, едно од клучните прашања е кога ќе дојдат родители на пример на возраст од 5, 6, 7 месеци, викаат јас не сакам да дадам готова кашичка, јас сакам да ја спремам дома. Океј, не е спорно дека спремањето на кашички дома е прво поевтино, меѓутоа треба да разберат родителите дека купувањето на производите, морков, компир, целер, брокула, дали се они сигурни дека се тие органски или чисти? Сакам да ви кажам само дека во Европска Унија годишно умираат 120.000 луѓе од директно и индиректно токсично дејство на пестицидите. Во храната, да. Тоа е податок кој е даден од Европска Унија, значи не нели они го даваат. Така да, ако најдете производи кои што се органски, односно био, кашички за деца, готови, користите ги. Тоа сакам да им советувам на родителите, особено ако мора да го имаат и по закон кај нас во Македонија е регулирано логото дека се работи за органик или био, да го имаат логото за органска храна на Европска Унија и да го имаат веројатно најтешкиот сертификат што постои, тоа е Деметер сертификат, кој што фактички ги потврдува дека се што е произведено за децата е од органско потекло. Во колку родителите најдат и кај нас производство кое што е органско, да не е спорно, нека земат и нека си ги направат кашичките дома.
Така. Но не вака обично на пазар, не е многу сигурно како се користат пестицидите кај нас. Така. Дали имаме гледачи на линија? Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, у програма сте? Вака, ние сме раничени уште 40 ден и сме со исхрана на аде млеко, сега сме на двојка. Во меѓу тие имам од Забајлево ведувам овошни кашички и преку ден зеленчукови со телешко пилешко. Добро. Така. Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Овошните кашички треба да одат наутро. Убаво е да одат наутро. Зеленчуковите кашички и зеленчуково-меснатите кашички да идат во попладневните часови. Како расте детето, нели? Може да се прави комбинација на кашички од цералии, односно јаглено-хидратни кашички, кои може да се даваат или наутро или навечер. Значи, велиме навечер, зошто? Затоа што јаглено-хидратен оброк, пак ќе речем органски здрав оброк навечер, го држи бебето заспано повеќе, посито и го држи во тек на ноќта да не се буди нон-стоп. Така да може да се користат и, да речеме, од готовите така наречени ноќни кашички, тие се исто така, тие се јаглено-хидратни побогати. Да. Имаме повторно гледач на линија. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Повелете, господјо. Јас се јавам, имам внуче 7-месечно. Ама кај нас е проблемот, детето се јаде. Сам добро е со овие кашички, ово најпочва се и храна да не. Али работава е детето воопште течности неќе да пие. Добро. Тоа мене ми е проблемот, сакам да го прашам доктора што да правиме. Вода, сокови, такви работи уште не става детето. И благодарам за вашето јавување. Значи, ако детето не ќе да пие сок, морам да ви кажам пак прес како споменавме, и нека не го пие. Во соковите кои што се прават, да речеме, како сокови, тие се добива, тоа е течноста фактички од едно ошје. Така. Да. Тука ги нема влакната, растителните влакна, ја нема пулпата, например, а таму се концентрирани најголемото ниво на така наречени здрави материи, минерали, витамини, па и биофлавоноиди. Впрочем, мала дигресија ќе ви кажам, денеска е модерно вие да видите у ресторан, у кафич, некој да нарачува цеден портокал или цеден грейпфрут, што во основа нели е одлика дека некој здраво живее. А она што се фрла од грейпфрутот, Тоа е тоа што не е потребно. Тоа е највише што не е потребно. Така да ако детето не ќе да пие сокови, не мора, ама нека го јаде во ошјето, со него повторно внесува течности. Така. Имаме уште еден гледач на линија, последен за овој денешен разговор. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Мајка сум на 8-месечно бебе и сакам да поставам неколку прашања до доктор. Ме интересира дали, значи, овошјето и зеленчуко кое го земаме да го припремиме за доручек и ручек и вечера за бебето, дали е добро да се става во сода бикарбона за да се отфрлат тие пестициди што ги содржи при Добро. во него? И друго ме интересира, дали овошните кашички е подобро да бидат од ист вид, например, дали да биде само јаболко, или да биде само круша, или само слива, или може да биде комбинација. Добро. И благодарам за вашето јавување. Да. Може слободно да биде комбинација, апсолутно нема никаков проблем. Зборам за овошните кашички. Децата може да се комбинираат слива, например, со јаболко. Тоа зависи малку и од вкусот, како му е на детето. Во однос на потопувањето во сода бикарбона, сода бикарбоната, кога ќе ги потопите дел од зеленчукот и од овошјето, може дел од површниот дел од загадувачите, ај така да кажем, да ги отстрани. Но, морам да ви кажем еден податок кој што е тука многу интересен. Например, во Велика Британија, производителите на јаболки, на стандардниот систем на производство на јаболки, ги прскаат јаболката 16 до 18 пати во тек на една година со 32 различни пестициди.
тука веќе ни сода бикарбона не помага. За кај нас, знаете колку се прскањата, тие се нешто помалку, но се доста големи. Официјален податок од една групација која што работи на начин од Европа, која што работи за здрава исхрана на деца, е дека пример јаболкото џабе го ставате во сода бикарбона, треба 1 сантиметар да се изљупи за да се даде оној дел каде што нема пестициди. Јасно. Докторе, ние стигнавме до самиот крај на денешниот разговор. Темата е навистина широка, има уште многу што да се зборува кога станува збор за здравата исхрана и правилната исхрана кај децата, меѓутоа ете времето не ни дозволува, па се надевам во некоја друга пригода повторно ќе се видиме и ќе разговараме на тема која што ги засегнува најмалите. Ви благодарам многу на поканата.